Граѓаните на Куманово вчера вечер на градскиот плоштад имаа можност да уживаат во големиот музичко-сценски спектакл и да проследат настапи на познати македонски уметници и изведувачи во рамките на караванот Силно светнел денот, организиран по повод одбележувањето на 35 години од независноста на Македонија. Оваа манифестација започна на 9 август во Охрид и продолжува низ градовите во Македонија, носејќи богата музичка и културна програма за граѓаните. Ден како на сон. Да ви честитам, слободна. Се учевме како да живееме самостојно. Ја учевме азбуката на демократијата, буква по буква. Ни требаше време да се навикнеме дека имаме наши пари. Македонија поведува собствена парична единица што ги го носи името денар. Тргнавме од едно село зад седумте јасени и во овие 35 лета, господови, успеавме да останеме пиреј. Го пронајдовме и папокот на светот, поставивме скриена камера во куќата на Мазарена. Реакциите се повеќе од волшебни, како да кажа. Ние добиваме честитки после секој концерт, прегратки, овации од публиката за време на концертот, на самиот крај на концертот и дури не очекував да биде толку позитивна. Секој ден се повеќе и повеќе народот пристига и ги прифаќа овие музички numeri и музичка програма и целиот сценско-музички спектакл што го работиме за ова чествување и многу допринесе првиот концерт волшебен во Охрид со пренос на македонската телевизија на стадионот во Охрид кој беше грандиозен, голем и во продукција и во се и во емоции и тој допринесе да видат луѓето од прва рака за што станува збор и како одиме низ градовите, се повеќе и повеќе луѓе не посетуваат на нашите концерти. Тие се отворени концерти, јас сум задолжен за музичкиот дел, со Митан оркестра, оркестар од 20 членови, свириме во живо, врвни професионалци, за целиот спектакл е под режисерската палка на Дејан Пројковски, нашиот еминентен и најдобар режисер. И сме возбудени, секој ден сме на пат и тоа ни дава се повеќе некаква и возбуда и истоштеност, ама и возбуда да истраеме да го завршиме кругов.